СДСМ не учествуваше во работната група за измени во изборниот законник, но денес доставените измени СДСМ ќе ги блокира, изјави денес Венко Филипче. Според него, спорно е што од диаспората сега ќе може да гласа секој и без контрола. Нарушена е тајноста на гласањето, а од приговорите на гласањето валидни ќе бидат само оние кои што се влезени во записник. Поради ова Филипче изјави: Имајќи го сето ова предвид, ние овој закон во собранието ќе го блокираме. Ваков закон не сме ова собрание да донесе. Ќе го блокираме затоа што граѓаните заслужуваат да имаат фер, демократски изборен процес, а не вака контролиран како што Христијан Мицкоски тргнал да го споставува по примерот на неговиот ментор, очигледно идол Никола Груевски. Од левица забелешки на изборниот законник имаат во делот на финансирањето, иако претходно се согласиле на компромис, велат од ВМРО ДПМН. На темата средства за изборно рекламирање со конкретни предлози и проценти излегоа ДУИ и Левица, при што на крајот сите други партии се согласија на компромисот кој произлезе од овие два предлози, а истиот гласеше 42% за двете најголеми партии од позицијата, 42% за двете најголеми партии од опозицијата, 8% за партиите кои имаат пратенички групи, а не се меѓу четирите најголеми, 5% за партиите кои немаат пратенички групи и 3% за вонпарламентарни партии и група избирачи. Но иако беа копредлагачи на ова решение денес, пратениците Крмов и Реджеп Исмаил известија дека нема да бидат потписници на предлог измените на изборниот законник. Стои во соопштението на ВМРО ДПМН.